Здраво, драги ученици, јас сум наставник Ленче Јаневска и денес ќе ве запознам со наставната содржина фактори за растење на семето и вие ќе научите кои фактори се важни за растење на семето и дали светлината како фактор е потребна за растење на семето. Ајде првен да се подсетиме за животниот циклус на растенијата. Овде имате прикажано животен циклус на сончоглед и како прва фаза е семки, втора фаза од животниот циклус на растенијата е садница, трета фаза е младото растение и на крај е како четврта фаза возрастното растение. Можеби некој од вас некогаш посакал да засади во неговата градина семе од некои цвеќиња или пак да е тоа семе од сончоглед, например, и при тоа би се појавиле различни прашања од типот што треба да направите, кој период треба да го засадите, како треба да го засадите и што му е потребно на семето. Говори на овие прашања сигурно добивте на претходните часови по предметот на природни науки, каде што учествувавте во истражувања како млади истражувачи, и тие истражувања се состоја во 5 чекори, каде што како прв чекор е наблюдувањето, односно вие гледавте и забележувавте разлики и сличности на она што ни е цел за истражување. Како чекор 2 дававте ваше предвидување или хипотеза, чекор 3 поставувавте различни прашања од типот се прашувам што, како ќе се случи, кога, зошто, што ќе се случи ако и многу други прашања, на кои што прашања вие добивте одговор во текот на истражувањето, каде што користевте различни методи, при тоа наблюдувавте, меревте, фотографиравте и добиените резултати ги запишувавте во претходно подготвени табели. И на крај од ова истражување се изведе заклучок. Овие истражувања беа подкрепени со неколку фер тестирања, каде што се вршеше докажување на влијанието на различни фактори врз растењето на семето. Како прво фер тестирање беше влијанието на светлината како фактор врз растењето на семето. Втор фер тест беше за влијанието на различни течности врз растењето на семето и како трето фер тестирање беше влијанието на топлината како фактор врз растењето на семето. Овде сега имаме прикажано што всушност се случуваше при тие фер тестирања. Лево имате тука една табела каде што во првата колона е независната променлива. Тоа е онаа променлива што се следи, која што се променува во тек на истражувањето. Во втората колона се контролните променливи. Тоа се фактори или услови кои што остануваат непроменети во еден експеримент, односно остануваат исти. И во третата колона е зависната променлива. Тоа е онаа променлива која што ќе се мери и ќе се наблюдува при тој експеримент. Рековме како прво фер тестирање беше истражувањето за влијанието на светлината врз растењето на семето. И за ова ни беа потребни 2 сада, кои што беа со иста големина, тоа се пластични чашки, и тие 2 сада, едниот го завиткавте со алуминиумска фолија, а другиот во прозирна фолија, и контролните променливи при ова истражување беше иста подлога, тоа е памук, количината на вода и топлината беше иста во двата сада и се следеше зависната променлива, односно се наблюдуваше растењето на семе од граф. Еве ги тука сликите од ова истражување и можеме да видиме дека во двата сада семето од граф изрти и се изведе заклучок дека светлината како фактор не е битна за растењето на семето. Како втор фер тест беше истражување на независната променлива, односно примена на различни течности за растење на семето, а тоа е вода, газиран сок, густи сок, оцет и масло за јадење. За тоа ни беа потребни 5
исти сада, тоа беа пластични чашки, како подлога памук и се ставаше во секој сат иста количина на течностите и топлината и светлината беше за сите иста. И зависната променлива се следеше ртење на семе од пченица. Од сликите, од истражувањето можеме да видиме дека само во садот со вода семето од пченица изрти и се изведе заклучок дека водата како фактор е неопходна за ртење на семето од пченица. И третото фер тестирање беше испитување на топлината како фактор за ртење на семето, за тоа беа потребни 2 сада, каде што едниот сад се стави во фрижидер за да биде семето изложено на ниска температура, односно да нема топлина, а вториот сад беше оставен на собна температура и имаше влијание на топлина врз семето. Се користеше исти садови, памук како подлога и се стави иста количина на вода, имаше исти услови на семето, само независна променлива беше топлината. И на крај зависната променлива се следеше и наблюдуваше ртењето на семе од граф и од самите слики можеме да увидиме дека изрти само семето кое што беше изложено на топлина и се изведе заклучок од ова истражување дека топлината е важен фактор за ртење на семето. Ајде сега да се запознаеме со градбата на семињата. Овде имаме градба на семка од граф, при тоа да напоменеме дека сите семиња, сите семки немаат иста градба како гравот, но ние сега ќе разгледаме градбата на семката од граф. Овде на сликата, семката од граф е поделена на 2 дела и гледаме дека надворешниот овој дел се нарекува семена обвивка. Таа семена обвивка има заштитна улога, односно таа го штити никулецот кој што е внатре во семката, го штити од ниски температури, од високи температури, од различни механички потреси и други ситуации. Еве го рековме, внатре се наоѓа бебето никулец, од кој што понатаму ќе изникне новото растение, и овие две внатрешните делови се нарекуваат семени ливчиња, кои што се многу важни за бебето никулец, затоа што тие представуваат храна од која што ќе се храни никулецот додека рти семката. Овде сакам да ви зададам една активност која што може да се направите сами дома. Земете 2 семки од граф, ставете ги во вода да стојат цела ноќ. Наредниот ден издвоите семената обвивка. Таа лесно ќе издвоите затоа што семето под влијание на водата ќе набабри и лесно и ќе омекне и лесно ќе можете да издвоите семената обвивка. Лесно ќе ги раздвоите после тоа двете семени ливчиња и на едното семено ливче ќе го видите бебето никулец. Ајде сега да видиме што е ртење на семето. Тоа представува процес во кој што никулецот започнува да расте и тоа се случува во првата фаза од животниот циклус на растенијата. Еве ги тука семените ливчиња кои што ги спомнавме предходно. Овде имате прикажано слика повторно на ртење на семка од граф и гледате овие семени ливчиња се до втората фаза до садницата представуваат храна на новото растение, а веќе во втората фаза зелените листови на садницата можат сами да се создаваат храна и при тоа семените ливчиња нема повеќе да бидат потребни на новото растение, тие ќе се исушат и ќе отпаднат. Овде веќе имате видеозапис каде што има ртење на семе од граф. Гледате како од семето надоле почнува да израснува коренчето, додека нагоре почнува да расте стебленцето на новото растение. Гледате како излегува со свиткано стебленце
Зошто? За да ги заштити младите ливчиња од почвата да не се оштетат. Гледате како рати излегува над почвата, новото растение. Еви ги повторно тука семените ливчиња, се уште му служат како храна на новото растение. Се до моментот додека, рековме, не настапи втората фаза од животниот циклус на растенијата, а тоа е садницата, кога овие прекрасни нови ливчиња на новите растенија од граф ќе можат сами да си создаваат храна. Ајде сега да видиме подетално што е потребно за семињата да изртат. Кажавме дека семето треба да се засади во плодна почва. Зошто плодна почва? Затоа што таа плодна почва како прво содржи во себе едни материи кои што се нарекуваат минерални материи и се многу значајни понатаму за растење на растенијата, но и во таа почва се наоѓаат празнини со воздух и во тие празнини има кислород, а тој кислород е многу важен за семето, затоа што му возможува да диши, а кога семето диши, тоа е живо и после тоа може да изрти. Водата, кажавме дека е важен фактор за ртење на семето. Овде повторно имате, тука гледате видеозапис, каде што имаме семка од граф, како рти. Што се случува? Под влијание на водата, семката, значи, ја впива водата. Со самото впивање, семката набабрува, се зголемува и како набабрува семката, гледате, доаѓа до пукање на оваа семена обвивка, при што никулицот може слободно да изникне во ново растение. Топлината исто така рековме дека е важен фактор за ртење на семето. Првен да кажеме дека топлината на нашата планета доаѓа од сончевите зараци, односно од сонцето. И сигурно знаете дека луѓето кои што се занимаваат со земјоделие сакаат да засадат култура од пченица и обично тоа го прават кон крајот на есента, но можеби не знаете, тоа семе од пченица започнува да рти, иако е засејано крајот на есента, почнува да рти дури пролетта. Зошто? Затоа што во текот на зимата температурите се ниски, има мала топлина и семето не може да изрти, а ртење на таа пченица настанува дури во пролет, кога ќе се зголеми топлината и на воздухот надвор и самата топлина внатре во почвата, и тогаш настанува ртење на таа пченица, всушност настанува ртење и на повеќето семиња на различни растенија. Овде има ставено некоја се оптимална температура при која што ртат семињата од 14 до 18 степени Целзиусови, но тоа треба да кажеме дека не е конкретно за сите семиња. Некои семиња може би ртат на пониска температура, некои на повисока температура. И сега сончевата светлина како фактор, светлината. Еви ги тука зараците од сончевата светлина, гледате дека тие не можат да продрат внатре во почвата. Сончевите зараци се одбиваат од почвата, се рефлектираат, а знаеме дека семето, кога го засадуваме под површината на почвата, внатре во почвата, тоа значи дека овие сончеви зараци не можат да продрат внатре и веќе настанало ртење на семето, заклучуваме дека ртење на семето не е светлината важен фактор, иако тука можеме да напоменеме дека на мал број семиња може би им е потребно мала светлина за да изртат, но повеќето семиња светлината не е важен фактор за да изртат.
Ајде сега сопрете го видеото и обидете се да ги именувате важните фактори кои што се потребни за растење на семето. Значи тоа беа топлина, вода, воздухот, пред се кислородот од воздухот рековме, и кога е светлината во прашање, кажавме дека таа не е потребна за растење на семето, потребно е кога растенијата ќе дојдат во втората фаза од животниот циклус, а тоа е садницата, и садницата ќе може да си создава сама храна со помош на светлината. И на крај за домашна работа, ваша задача е да ја пополните оваа табела. Значи лево и ви се тука прикажани места кои што треба да ги сместите на соодветните места. Во првата колона треба да ги сместите местата каде што може да растат семките и растат растенија, а во втората колона да сместите места кои што семките не растат и каде што не растат растенија. И при тоа обидете се да дадете свое образложение зошто сте направиле таа класификација. Ви благодарам за вниманието.